Веднаш на почетокот ќе нагласам дека во досегашниот тек од поуката, веќе сега во вториот месец од тромесечието, беа занемарени 7-та и 11-та глава. Денес ќе зборувам за 11-та. Само да кажам, мора да кажам, 7-та глава е речиси целосно посветена на бракот. А бракот очигледно стана премногу комплицирано прашање, дури и за една цела деноминација. Пред 2 години, кога јас последен пат зборував за брак и развод, тогаш се прогласив за некомпетентен по тоа прашање. Но единствената причина зашто тогаш имав таа проповед, која што беше исклучиво само од цитати на Елена Вајт, е затоа што некоја сабота пред тоа забележав забуна во дискусијата за околу Христовите зборови во врска со разводот. Како и да е, на почетокот на 11-та глава имаме една прекрасна формула која што кога би ја сватиле прво, а потоа кога би ја применувале, тоа би било совршена формула и за среќен брак, и за среќно семејство, и за среќно општество, и за среќна црква, и за среќни нации, сето она што денес го нема. Почетокот на 11-та глава започнува со овие зборови. Овие зборови беа спомнати во лекцијата, се сеќавате. Угледајте се на мене, вели апостол Павле, за себе си. Зошто? Угледајте се на мене, како и јас на Христа. Ние можеме да се угледаме на апостол Павле? Го познаваме апостол Павле? Сме го сретнали апостол Павле? Не. Многу што знаеме за него од пишаните извори. Меѓутоа, ние не можеме да се угледаме онака на животот на некој друг човек, како кога би го познавале лично. Имаме ли денес такви примери, како апостол Павле, на кои што би можеле да се угледаме? Прашање за размислување. Во вториот стих, апостолот упатува една пофалба, велејќи ве пофалувам, значи Павле за толку контроверзната Коринтска црква, што све немало во Коринтската црква. И страшен блуд, и разни поделби и фракции, дури и лажниот дар на јазици, пентакосталното блебетање, како што исправно го нарековте. Кај што и самите тие не разбираат што кажуваат, а камоли друг да ги разбере. Што све немало во Коринтската црква и сепак толку проблематична црква во однос на сите други, ако ги споредиме од Павловите посланија. Сепак Павле има изборови за пофалба до неа. Ве пофалувам дека ме помните за се и дека ги држите преданијата како што ви ги предадов. Па сега човек да се праша како тоа ги држеле, а имале волку проблеми. Третиот стих е совршената формула за среќен брак, среќна црква, среќно семејство, среќно општество, среќна нација. Но нешто што е шпанско село
и целосно отсуствува од денешниот живот, од денешните цркви, од денешните нации и од денешните општества. И затоа сите тие, за жал, личат на еден денес голем содомски циркус. Но сакам да знаете, и ова се однесува до нас денес, дали апостол Павле сака и ние да го знаеме ова, но сакам да знаете дека Христос е глава на секој маж. Мажи, го разбирате ова? Кој е вашата глава? Дека Христос е глава на секој маж, а мажот е глава на жената, а глава на Христа е кој? Бог. Ви се допаѓа оваа формула? Секој маж. За бреш апостол Павле сега отвара прашање кои што се покрај бракот исто така многу незгодни прашања за денешното општество. Но било нешто што во христијанските поранешни генерации традиционално се практикувало. Секој маж кој се моли или пророкува имајки нешто на неговата глава, вели Константинов, или со покриена глава, или со шешир, со капа, со што? Се не. И ја срамоти главата. Петиот стих обратно. А секоја жена која се моли или пророкува гологлава, ја срами својата глава. Зашто е сосем исто како да е истригана, вели Константинов, истрижена. Мислам дека е другиот превод. И така, ако жената не се покрива, нека се истриже. Ова е кажано во иронија. Што значи покриена и непокриена? Понатаму. Но, ако е срамно за жената да се стриже или да се бричи, нека се покрива. Што значи да се покрива? Мажот пак не треба да ја покрива главата, зашто е слика и слава Божја, а жената е слава на мажот. Зашто мажот не е од жената, туку жената од мажот. Бидејќи мажот не е создаден заради жената, туку жената заради мажот. Затоа, вели, жената треба да има власт на главата заради ангелите. Што пак значи ова сега? Го разбирате ова? Мене не ме чуди што овие стихови се избегнати во библиската pouка. Дали ние самите ги разбираме? Што значи ова? Што го прочитавме? Дали ова за нас е шпанско село исто така? Затоа, вели, жената треба да има власт на главата заради ангелите. Имам многу интересни толкувања што ова може да значи. Што се ги имам прочитано. Но сега нема да ви кажам. Но, стигнахме кај 11 стих. Во Господа, ниту мажот е без жена, ниту жената без маж. Зашто како што е жената од мажот, така е и мажот преку жената, се мисли
освен првиот маж, сите други се родија од жена. А се е од Бога. И сега таман помисливме дека се оддалечивме од незгодните теми. Еве, апостол Павле повторно се враќа на незгодна тема и не подсетува. 13 стих. Пресудете сами во себе, дали е прилично жената да му се моли на Бога непокриена. Што значи ова покриена и непокриена? Разбирате? Да и поставам едно прашање. Прво да кажем дека јас никого не повикувам да се покрива или да не се покрива и никому ништо не заповедам. Јас само сакам да се занимаваме со зборови што се наоѓаат во посланието до коринтијаните, а ги нема во библиската полука. Зошто сакам да се занимавам со тоа? Па затоа што според Христовите зборови, дали во Библијата постојат напишани работи кои што се излишни. Излишни значи непотребни, значи подобро да ги немало. Ако има, зошто е напишано? Дали треба да ги проучуваме? Како што знаете, барем ова нашето поднебие, уште од Христово време и пред Христа, замислете, уште еврејките пред Христа, па се до, колку долго, се до генерациите на моите баби, значи до 20-тиот век. Моите две баби починаа во 20-тиот век. Сите христијанки носеле марама на глава, омажени христијанки. Шами, како га се кажува? Мислам, шами е турски збор. Дали можете да ми најдете една икона, каде што е женско лице представено на неја? Богородица, Света Петка, кои други? Каде што е без марам насликана. Сакам само да кажем колку тоа било длабоко вкоренето, со генерации, со векови наназад. Се до многу скоро, релативно скоро. Јас се сеќавам сите баби и гејки што ги знаев во мојата зграда, сите до една надвор беа со шами, сите до една. Веќе генерацијата на мојата мајка, тие веќе тука се случија промени, тука веќе не беше така. Ки муслиманките, да, постои. Точно. Тие многу повеќе се покриваат. Кај кого? Кај романките, така. Јас сеќавам имам дома едни стари фотографии од свадбата на војко ми, каде што беше венчаван во црквата Свети Георги во Чаир, кај што мене подоцна ме крштеваа како мал. И таму и мајка ми и другите жени носат шамија, ама во црква кога се носат шамија, после не носат. Во надвор општество не носат. Но бабите секаде носеа. Да. Сестрката е исто жив пример, да речеме, жив фосил од тоа како некогаш било. Ако се прашувате зошто било така, ете заради овие зборови, што ги прочитавме. Но Павле не завршува тука со таа тема. И сега продолжува и кажува вака. 13 стих. Пресудете сами, значи,
не повикува сами ние да пресудиме во себе. Дали е прилично жената да му се моли на Бога непокриена? На што мисли непокриена? Не ве учи ли самата природа дека е срамно за мажот да има долга коса? Срамно е или не е срамно? Денес има секакви мажи, нели? Меѓуто имаме примери на библиски мажи кои што имале долга коса. Самсон? Да не мисли на Авесалом. Пророкот Самуил. Добро. Да, назиреите исто така. Добро, тоа е како што вели еден автор. За многу библиски теми знаеме next to nothing. Речи си, ништо не знаеме. Доста работи предпоставуваме. Но зашто апостол Павле кажува вакви работи? Зашто кажува вакви незгодни работи? Понатаму пак вели, значи 15 стих. А ако пак жената има долга коса, тоа е чест за неа, зашто косата и е дадена место покривало, овде вели превес. Епа ја ќе си дозволам, ја до сега ништо не заповедав и не сакам да заповедам и не сакам да поставувам правила, бидејќи апостол Павле вели пресудете вие сами за себе. Но една работа сакам да им кажам на сите жени, имајте долга коса, бидејќи според мене долгата коса ви е половина убавина. Се согласувате? Благо, че се согласуваш? Ти се свиѓаат овие денешни лесбијски фризури, кај што жените имат се пократки коси на главата. Чисто ме интересира. Добро. Тоа е башки проблем. Тестостеронски проблем. Каде застанавме? Да, 16 стих, и тој тука кажува една битна вистина. Но ако некој мисли да се препира, ние немаме таков обичај, ниту Божјите цркви, и затоа и ние денес нема да се препираме околу овие прашања. Само сакам да размислуваме. Но во 17 стих вели, заповедувајќи ви го ова, не можам да ве фалам, зашто вашите состаноци не се за подобро, туку за полошо. А дали апостол Павле денес нас би не пофалил или би не искритикувал? Тоа можеме лесно да го разбереме по следниот експеримент. Значи не мора да биде присутен апостол Павле, за да видиме што нам би ни порачал. Дали нашите состаноци тука, кога се собираме в сабота во црква, се за подобро? Дали тука доживуваме благослов? Дали од тука заминуваме благословени, срекни, радосни? Или саботата ни била стресна, ни била проблематична во црква? Се скаравме со братот, со сестрата, на одбор, било каде. Потоа ќе разбереме. Зашто? Прво слушам
дека кога се собирате, постојат раздори меѓу вас и верувам нешто од тоа, или во другиот превод вели донекаде верувам во тоа. Всушност раздорите веќе беа обработени на почетокот на посланието и во самата поука. Но потоа вели, зашто треба да има меѓу вас и што? Разлики. Така пишува. На друго место пишува, треба да има и раздори меѓу вас. Треба да има и расцепи меѓу вас. Треба да има и ереси меѓу вас. Мислам дека тоа е оригиналниот збор. Поделби, тоа е изварното значење на зборот ерес, на грчки збор, е поделба. Треба да има делби или поделби меѓу вас, за да се покажат подостојните меѓу вас. Што сека тука да каже апостол Павле. Ова ми личи како Христовите зборови, не е можно да не дојдат соблазни, но тешко на оној преку кого доаѓаат. Така да, живи луѓе, грешна природа, живи цркви, може ли без проблеми? Може ли без проблеми? Може ли без раздори? Зато ли некои верници не доаѓаат често во црква? Бидејќи црквата ја доживуваат повеќе како проблем, не како благослов. Зато ли на мнозина им е по-безбедно од дома да ги следат богослуженијата? Прашање за размислување. А, како што рече и Борче, ако тука не се трпиме едни со други, дали таму горе? Дали воопшто ќе има место таму горе за нас? Прашање за размислување. И така со ова мисла околу раздорите, а раздорите, делбите, дури и ересите, дури буквално догматските ереси, како што и ние неодамна се соочивме со датумските ереси. Сите тие секако служат за да се покажат подостојните меѓу вас. Во секоја искушение, во секоја криза, во секоја неволја, дури раскол внатре во црквата, сите оние гужви, како што еден брат ги нарекуваше, од 90-тите години овде во црквата. Сето тоа, секоја криза, секој искушение, сето тоа ги истакнува оние што се достојни, оние што се верни, оние што се трпеливи, оние што се праведни од оние останатите. Тоа е природен закон. Но со оваа мисла околу раздорите и делбите, тука апостол Павле ја отвора темата за светата или Господовата вечера. И овие стихови за Господовата вечера се, значи, вториот дел од 11 глава, стиховите кои што секоја света вечера и ги читаме пред посветувањето на лебот и виното. Но да забележиме што конкретно кажува тука апостол Павле. И така, кога се собирате заедно, не е тоа за да се јаде Господовата вечера. Со други зборови, ова малку изгледа нејасно. Во другиот превод вели, кога се собирате заедно, не значи дека јадете Господова вечера. Не мора да значи. Значи, вие може би доаѓате на причест во црква, но не значи дека се причестувате со Христовото тело и крв. Вие доаѓате на света вечера, но не значи дека јадете Господова вечера.
барем не сите. Што сака да каже? Прво забележуваме дека во апостолско време, веројатно, под изразот Господова вечера не се подразбирала само причеста, туку се друго заедно со се, она што ние би го нарекли денес, со се заедничкиот ручек после тоа. Бидејќи и христијаните се причестувале на вечер, затоа и изразот света вечера, секогаш на вечер било тоа во апостолско време, и потоа после причеста останувале да се дружат заедно на така наречените вечери на љубовта, што ние денес после причеста имаме заеднички ручек. И понатаму вели какви проблеми постоеле во Коринската црква по тој повод. Зашто кога ќе се седне на трпеза, секој го зема своето јадење, односно, мнозина брзаат да го изедат своето јадење што го донеле во црква. Замислите како би изгледал тој заеднички ручек, ако вака постапува. Тогаш оној што не донел ништо, ќе остане гладен, така? Или оној што донел малку, ќе остане гладен. И така, едниот гладува, а другиот што прави? Другиот употребува глагол, другиот се опива. Ова покажува, ова не мора да значи дека се пиело многу вино на тие заеднички оброци, туку од самото прејадување човек може да се опие. Точно или неточно? Може ли од самото прејадување да бидеш како пијан човек? Да, и премногу, јас знам премногу грозија да изедеш. Шекер и млеко. Меѓутоа, еве, само тврда храна, ако се прејадеш, дали изгледаш како пијан човек? Значи, цела крв е во стомакот, ти се спие. Како се чувствувате? Прејадени. Се заборел. Кога си се опил последен пат, памтиш? Ја не знам за други. Ја знам дека кога ја ке се напиев премногу алкохол, ме тереше на спиење, све на спиење. Така да не можам да разберам како е кога добиваш желба да тепаш некого, да правиш сцени, да тероризираш фамилијата. Не можам да разберам какви све видови пијанства постојат. Како и да е од обично прејадување, е исто толку грев, како и да се опијаниш. И за оние кои што не им е јасно, да кажам дека пијанството е грев, многу јасно во Новиот Завет. Пијанството, да се опиеш, е грев. Понатаму, укорувајќи ги коринтијаните, вели, немате ли куки за да јадете и пиете? Со други зборови, која била целта што имате, да кажеме со денешен речник, која е целта што имате заеднички ручек во црква? Која е целта што имаме ние заеднички ручек? За да се најадеме и да се напиеме? Тоа беше целта, па ќе си отидам дома, сам, и ќе си се најадам и ќе си се напијам, ако тоа било целта. Немате ли куки за да јадете и да пиете? Или ја презирате Божијата црква и ги срамите оние кои немаат? Што да ви речам? Да ве пофалам? Не ве фалам во тоа. И после овие зборови ја споменува Светата вечера, да ги прочитаме и нив уште еднаш. Ретко кога ги читаме надвор од 13-тата сабота.
зашто јас го примив од Господа она што и ви го предадов, дека Господ Исус во онаа ноќ во која беше предаден, зеде леб и благодари, го раскрши и рече: земете, јадете, ова е моето тело кое се крши за вас. Правете го ова за мој спомен. Исто така и чашата по вечера и рече: ова е чашата на новиот завет во мојата крв. Правете го ова секој пат кога пиете за мој спомен. Зашто секој пат кога ќе го јадете овој леб и ќе пиете од оваа чаша, ја навестувате Господовата смрт додека дојде тој. Затоа, кој јаде од лебов или пие од оваа Господова чаша на недостоен начин, ќе биде виновен против телото и крвта на Господа. Но човекот нека се испита себе си и така да јаде од лебот и да пие од чашата. Зашто кој јаде и пие, тука треба да стои зборот недостојно, значи имаме текстуален проблем. Зашто кој јаде и пие, а не го распознава Господовото тело, јаде и пие за свое осудување. Ова ми е познат проблем, тука овој збор е испуштен и во модерните англиски преводи. Кој јаде и пие недостојно, нагласокот е на недостојност. Не кој јаде и пие не распознавајќи го Господовото тело. 30 стих. Затоа мнозина се слаби и болни меѓу вас, а мнозина и умираат. А ако се осудуваме сами себе си, нема ни да ни се суди. А кога Господ не суди, не накажува, не казнува, за да не бидеме осудени со светот. Малку да го преведам тоа на денешен јазик. Браќа и сестри, и сите што не гледате преку интернет, ако некогаш сте се почувствувале искритикувани, укорени, засегнати преку некоја проповед, разберете дека тоа Светиот Дух го направил за ваше добро. Подобро сега тоа, отколку тогаш на Господовиот суд. Подобро сега укор, кога има покаяние, кога има можност за поправање, кога има милост, отколку тогаш, кога ќе бидеме осудени заедно со светот и фрлени во огнот. Затоа, браќа мои, кога се собирате да јадете, чекајте се еден со друг, а ако е некој гладен, нека јаде дома, за да не се собирате за осудување, а другото ќе го уредам кога ќе дојдам. Така завршува и главата. Само уште еднаш да го поставам прашањето од 30 стих. Зошто апостол Павле вели: затоа мнозина се слаби и болни меѓу вас, а мнозина и умираат? Зошто го кажува тоа? Затоа што мнозина, како што на времето рече една наша сестра, која сега не е за жал меѓу нас, и она ја свати, светата вечера ја свати како формалност. Чиста формалност. Ако ја сваќаме светата вечера како формалност, или некој почнал да врши и прелюба и доаѓа на света вечера, тогаш
го јадеме и го пиеме нашето осудување, бидејќи не го распознаваме телото Господово. Значи, ова формалност. Формалност, телото Господово. Дали секогаш, бидејќи Господ повикува, кој го јаде моето тело, ја пие мојата крв, има живот вечен и така натаму. Дали секој човек што го јаде Господовото тело и ја пие неговата крв, со тоа добива вечен живот и благослов и среќа и не знам што? Не, бидејќи Павле вели дека мнозина го јадат за осудување, значи има контраефект. Значи, по автоматизам, светата вечера по автоматизам не те прави свет. Ако некој случајно, замислете некој случајно, некој од улица, да речем, влегол во црква, може би ќе земе нешто да касне на заедничкиот ручек, и сега некако случајно да зел од посветеното лепче, што било за света вечера. Или да се напие од посветеното вино, да речеме, не стигнал проповедникот да го присобере од чашите и така натаму. Дали, значи тој несвесно, за него е тоа обично леп, обично вино, обично јадење, да речеме. Некој што би влегол од улица. Дали тоа што ќе го касне баш тоа лепче, случајно, и баш тоа вино ќе го направи свет, благословен? Тоа би било суеверието. Сега јас со ова прашање некако се обидувам да одговорам на прашањето од минатата сабота. Зошто според апостол Павле, кога не само во првиот век, туку и со векови подоцна, како што го споменав примерот со Александрските пазари од 4. век, повеќето верници биле така наречените слаби. Оние што испитувале и по секоја цена истражувале да не случајно некое месо било од идолските жртви. Се обидувам да одговорам прашањето зошто апостол Павле, кој што себе си се става на страната на силните верници и ги повикува сите останати да не испитуваат однапред. Значи, зошто не би било грев ако во незнаење си каснал и идолска жртва? Епа како што не би било спасение и вечен живот и благослов, ако случајно од незнаење си каснал од светата вечера, без вера, без сето друго што верата го подразбира, подготовка, светост и така натаму. Така не би било грев и во незнаење ако си каснал месо што потекнувало од идолските жртви. Тоа е мојот обид да одговорам на тоа прашање. Веројатно само свеста за тоа, знаењето за тоа, го прави човека соучесник во демонската чаша или демонската трпеза, како што свеста и верата те прават соучесник во Господовата чаша и Господовата трпеза, а не случајно, без знаење, без вера или суеверно. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.